Со 3 милиони денари општински пари, штипските локални власти го реконструираа дворот во основното училиште Димитар Влахов. Денеска стартуваа градежните зафати. Увид во работата изврши градоначалникот Сашо Николов. Целиот овој двор ќе биде дотеран со бекатонски плочки, кои што буквално ќе направат една нова слика за ова основно училиште. Дел ќе биде бетонирана патека која што ќе оди до вториот влез во училиштето според протоколите за заштита од ковид инфекцијата. Ќе бидат реконструирани скалите, ќе биде направено веќе сменета осветлувањето во ова основно училиште со LED диодни светилки кои што покрај заштитата на енергија имаат и подобро светлешко дејствие. Од страна на локалната самоуправа во основно училиште Димитар Влахов се донесени 24 клупи за седење во дворот, 12 нови компјутери за наставниците, како и се направена комплетна промена на вратите према спортската сала и административниот оддел. Што ова ќе значи не само за учениците, но и граѓаните од населбата Сењак? Ова е не само за училиштето, за целата населба, представува едно катче, едно место каде што покрај учениците постојано после часовите и за време на викендите поминуваат голем ден на наши сограѓани. Значи ова го сметаме за училишен двор и парк, меѓутоа парк кој го користат сите благодетни овде во овој крај. И мислам дека сите ќе бидат задоволни. Реконструкцијата, доколку дозволат временските услови, е планирана да заврши за 60 дена. Во основното училиште Димитар Влахов наставата ја следат околу 1000 ученици.